Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски денеска во Штип беше внимателно воздржан во ставот за скандалозните така наречени функционерски вработувања, кога десетици функционери вработија десетици своји најблиски на атрактивни работни места. Овде не се работи за прекршување на закон, овде се работи за прекршување на етика, може да кажеме. Ние викаме дека некој треба да се повлече, дали да се повлече човекот што е вработен или да се повлече функционерот. Не е лесна одлуката, секако, се работи за семени одлуки, но од друга страна не можеме сите да ги ставиме во исти корпа, во исти кош. Понекогаш се работи за луѓе кои што навистина се дефицитарен кадар. На прашањето дали од јавноста веќе жигосани функционери ќе ги повлечат вработувањата и колку толку ќе покажат дека имаат срам и совест, Манчевски повеќе тактизираше отколку што одговараше. Апсолутно повикот дека треба да се повлечат значи за некој од нив. Но лична е одлуката, на крајот на денот со сила не можеме никого ништо да направиме, да натераме, да направиме. Јавноста е таа која што е главниот заштитник фактички на овој јавен интерес и притисокот од јавноста треба да не доведе до најдобрите одлуки. Веднаш до него, како нарачан за директни прашања, беше и Јован Деспотовски, директор на Фондот за иновации, од каде не толку одамна фирми блиски до поединци од власта, со чиста совест си повлекоа стотици милиони денари. По жестока реакција на јавноста парите беа вратени, но прашањето е како фондот следниот пат ќе ги препознае истите или други сега камуфлирани фирми. Воведовме посебен протокол за проценка на ризик, со кој што во суштина се прави еден вид, се воведува еден превентивен механизам, со кој што всушност компаниите кои што во својата сопственичка структура имаат носители на јавни функции или поврзани лица, поминуваат низ една посебна процедура. И за нив се води посебна постапка во соработка со Транспарентност Македонија, кој што нас партнер, за при тоа сите оние структури кои што се вклучени во одлучувањето да имаат во предвид дека тоа е случај. Со овие одговори двајцата функционери политички ги одработија денес поставените новинарски прашања, но дали од нив ќе биде задоволна и јавноста е друга работа. Прв голем тест секако се претседателските избори.